Пред малку, како што ви реков, дека ќе обработиме темата, односно разговорот со мојот денешен соговорник, која што за неодамна ви ветивме дека по завршувањето на Олимписките боксерски денови во Куманово ќе го гостиме господин Реджеп Реджеповски. Добре ни дојдовте. Добро ве најдовме. Пред се да се заблагодарам за вашата комплетна екипа, што многу работите и многу сакате да помагате на луѓе и да почнеме со емисија. Така. Македонија е како едно здраво поднебје за боксот. Овој разговор, како што рековме, им го ветивме на нашите гледачи, а имавме некои мале истражувања кои што рекоа дека во боксот сте влегле под надговор на неколку другари од малото. Дали е точна оваа констатација? Точно е. Како Така се беше. случи се тоа? Па ете, јас по школа ми одеше, да кажем, средни ученик, ни добар, ни лош, ама како постариот син од децава на една фамилија, морав да го напуштам боксот и тука беа гараживе, каршивас. Тука се работеше приватно, значи растоварање со цемент, блокови, Така. градижни материјали и тука работевме неколку души, тука 10-15 деца од мало тука. И не знам, некои пред нас тука отидоа, слушнаа за боксот во Соколана се одржава. Ти отидоа таму и се примале за една седмица, дојда тука, демек боксери, тука ајде да спарингуваат туку гаража, ние гледаме деца, као деца. И дојдов до прашање, викам, ви, кај е тој боксот? Викам, кај сте отишли? Вика, тука во Соколана, вика, па примат ли? И они викаат, да. Примат кој сака може да се запише ако сака да боксува демек. И викам, ајде, кој идете утре? Вика, у 6 сат на вечер, ајде, ќе видам јас со нив и неколку другари таму, појдовме заедно во боксот. И гледам таму беше тренерот Мирослав Петровиќ Така. и Тома економот за перењалиште, одржавање, реквизити, спортски работи таму. И ние поред легуваме јас на крај. И тој кога видел мене, Петровиќ вика, види овај мали. И он као дошол на бокс. Он српски збор. Така. И ајде, вика, на мене, вика, попли се на вагу. И ми измери таму 43 килограми. И тоа почна да се смее, нормално. Многу слаб бев. А вака жилева, од работа, здрав, коска здрава. И тој ми вели, не можеш да останеш тука, вика, ќе дојдеш ти за до година. Викам, те молам сега, дојдов со другари, пушти ме, ќе тренирам јас. Вика, не може, немаш килажа за ниједна категорија. Викам, ќе јадам, ќе се поправам, викам. Но него, он му е смешно тоа, што зборувам така, демек. Не, вика, ти ќе дојдеш до година. Ме избрака од тренинг. И од тука, од позади, има од Соколана прозор, пошто така беше удолничио, као подрум се тренираше сала. Отидов на прозор, стојам тука и ги гледам сега како тренира тоа. Викам, види би овој човек не ме примаш, викам, из неговиот тренинг. Викам, да ме примаш, јас ке тренирам. И јас секој ден, пошто другарчиња, друштво, одат на тренинг, јас со нив одам, ама не ме прима. Јас си седам надвор, ги чекам нив и тренингот го следам, док тренира таму. Тогаш, нели, беше Аце Русевски пречуен, Самир Имановски, Реджеп Јакупи, Мустафовски, Искендеровски, неколку многу други. Јас сега ги гледам таму, они како спарингуваат, се тепат, насправе, работат, тоа се полека, дали од динат ми влезе во крв. Ко сакам, не можам да го изведам. И од досада валда, еден ден, вика на мене, тој од прозорот, тренер вика. Долго очекуваниот момент. Да. Јас трчајќи од таму,
позади влегов таму, викам сега ќе ми качи се па на вага. Викам сега. Пак Викам ќе добро, ме викам, добро, доба сам, викам ја ќе. Он па ме мери исто килачи. И кајде влези натре. Јас голем мерак. И така почнав да тренирам со многу јака волја. Тие другарчиња што беа по 2-3 години тука, мислам омладинци, јас скоро за 2 месеци почнав да се сопоставам со нив. И тренер, значи, загледа тоа, осети работа, дека може ќе биде од овој дете и почна повеќе внимание према мене. Значи, третиот месец таму јас со нив ги пришам. Така. Во тоа време Куманово беше центар на боксот во Македонија, а и во ЈУ просторите за тоа време. Имавте чест да боксувате со една извонредна екипа. Куманово едноставно живееше за боксот. Што мислите за тоа? Па, и тоа е убаво прашање. Јас кога, значи, ќе почнем да боксувам после тоа, значи, заслужено добив првак Македонија, првак државе. Тоа многу за кратко време, значи, тоа ми беше поентата со 3 месеци, првак републики тогаш. 7-миот месец првак државе за бивша Југославија. Многу брзо стартував и сега ти е интересно. Имам малку години, значи, со одобрение на родители и клубот, као омладинец не смеем да настапам на екипно првенство. Ама тие направија со тој запис и јас настапив во екипа во МУА категорија. Мада ми тоа немаше килажа, ама увек пред тоа некои сокови тие работи за навага да бидам. И така почнав да боксувам и публика многу имаше. Значи многу имаше, уживаше во боксот. Утре гледаат плаката, читаат боксот во Куманово со која екипа. Тие збор со збор сите знаат. Не треба повеќе плакати, неколку плакати, сами си зборат. Луѓе, ајде по фирми, зборување, недел има бокс, сабота има бокс, сала препуна. И тоа е тешко ми беше кога ќе почна да ме пцуват, зошто прва рунда ги нокаутирав. Ние доаѓаме за тебе, да гледаме нешто бокс, ти одма. Јас ќе морам, викам, добро, ајде. Другиот меч, третиот, една рунда за нив, ќе боксувам, неколку ударци да примам, да дадам, така да, како една шега, и втора рунда, демек моја ја ги, втора рунда ги, малку почна лютина да престане. Така. Имавте привилегија, како што веќе го напоменавте едниот, да работите со двајца големи тренери, меѓу кои што се Бруно Храстински и Мирослав Петровиќ. Каква е нивната улога во вашата кариера? Па Петровиќ, од него добив школа, да кажеме, 30%. Тој повеќе идеше на удар. Он мерак му беше десни удар, да биде праведен, изведен, десна, он тоа. Лева, па десна, така некои тие варијанти. Кроше аперкати многу по-ретко работеше, иначе со леви десни директ повеќе работеше. Значи тој некако добиваш удар и добар прецизни удари кај него. Меѓутим, имаше и Ваце Пачук го викат, тој покојни сега умре, нека ме лека земја. Тој па беше техничарот. Кај него 3-4 брзи, прво 3-4 ударци, 3-4 па нешто аперкати, кроше и така. После од овој малку поспор, потешки ударци, од овој малку потехнички и така кај нив работев со две раце. Кога ме викна Бруно Храстински за еден настап, ќе има пријателски меч со Америка и Југославија, и ме викна таму на припреми да одиме 15 дена да се спремаме, и сега човекот, јас не го знам, а така го гледам стран, али вика, ајде мали дојди да пробам. И сега тоа што го научи овдека, човек работи со една рака. И јас многу пати промашувам, секој удар, втор, трет, промашувам.
И тој, зошто така работиш? Па викам, кај нас со две раци тренер држи школа, викам, не знам, ти со една рака и сега ми, а вика на мене, човек, колко глави има? Па викам, една. Па една рака, вика. И јас тоа го прифатив, викам, стварно е така, викам. Ама ајде, јас со него неколку пати така да правам школу и тој со една рака така полека навикна нешто, демек за прв пат добро. Втори пат кога отидов кај него, сега знам како се работи. Почна ама сакав да истренирам и само го молам, викам, чека Бруно, може малку школа и он се сме. Вика, може, али чекамо. И после со една рака, така добро ги изведе ударци, пошто сите 4 ударци, 5, 6 да се, со една рака он све ги работеше. Така. Многу добар тренер. Успесите од ден на ден ви стануваа се поголеми. Учествувавте на државните првенства на Југославија. Меѓутоа, се вели дека круна на вашата кариера се случи во 1984 година на Олимписките игри во Лос Ангелес, каде што го освоивте сребрениот медал, што представуваше еден голем успех во сферата на боксот за Македонија. Кажете ни нешто за тоа незаборавно искуство. Против кого се боревте тогаш? Па, сега многу малку ги памтам сите, значи знам оние што ги победив кратко. По имења не можам сега да се сетам многу долго време, ама знам дека турчинот Ебкан ми беше малку фин за спаринг како тоа. Него го победив на 3 руди со една гласна одлука. Енглес таму ми беше еден, ама него го вторено да го нокаутирав. И оние други сега не можам да се сетам баш. Значи требаше 7 борби до финале да дојдам. Тоа го знам века, пошто тога беше покојни исто Мате Парло со нас као селектор и тренер. Вели имаш ти до финале 7 борби. И викам, многу ме Мате. Каже, тоа е ждреб и нема ту, мораш све 6 да победиш да дојдеш у финале. И ја викам, окей, ќе пробаме, викам, он се смее. Така тие сите 6 ги победив, солидно вака, без, да кажем, без мака, нормално со труд, појако фино, спреме со кондиција, тоа не осетив. И 7 борба загубам од Стив Мекрори, нормално домаќинот. Теренот тешко се добија кај домаќините, тешко го дава златото американците. Било кој да беше така од тие, што бевме 7 некој него да го победи, финале јас ќе бев прв, сигурно. Ама со американец се трудив колку можем и на крај од 20 жири одлука на судиите не може да се донесе, жири 3-2 одлучува, победува Стив Мекрори, американец. И јас сребро зимам, тој злато и дали имавте незаборавен пречек кога се вративте? Па тоа не можам да јас не знам околу тој пречек, да ти кажам право, што толку убав пречек, абе како да преседи тоа, ја не спортиста некој од Олимпијада. Значи, полна улица од полиција до плоштад, полна улица од две страни. Од таму тапшаат, од лева, десна страна, полиција пред мене, зад мене. Народ се смее, и кога дојда во Бина, плоштад, гледам, народ Одржавте ли еден краток говор? Да, им се заблагодарив на луѓе, во оно малку и тиша имаше, ама не им сметаше тоа. Значи, не то чекаат, многу убаво, со чадор, со ова чудо големо. Излегов на Бина, им неколку збори им кажав за благодарение на тоа пречек, на организатори и така дале. Тоа беше тоа. Во 1985 година патот ве води во Нови Сад, каде имавте 2 одлични сезони во екипата на Војводина. Да. Па кога после Олимпијадата, тука во друга лига сме у Куманово, послаби борби, пошто јас 7-8 години
немав во држава противник. Значи, за кај било да ше отиде, Реџеповски прв на листа без конкуренција. И морав, и сакав, и дозволија град Куманово, тогаш ме бара и Раднички, и Приштина, меѓу тивете одберав од Нови Сад. Мене ми беше со таде и пред тоа на малку као другар, гледам добро, дете искрен и највише за тоа. Значи сакав да отам таму и одлучив во Нови Сад. И таму боксував 2 сезони, значи 24 меча. Во прва лига 24 победи. Нови Сад е заблагодарен многу, значи немал до сега таков боксер да им донесе толку бодови за екипно првенство. И боксуваме таму во Гоша, Нови Сад Гоша, а таму е Симич и Шакирович. Тие познати имења се, добри боксери. Ние гостуваме во Гоша. И таде ја вика на мене, ти која категорија ќе? Викам, која сакаш? Мене ми е сведно, викам. Вика, ајде ти иди у Бантам, а Мусо Лимановски, вика, ќе оде во МУА. Добро, и сместе екипа и ние тргнавме на кај Гоша. Меѓутим, на вага се мериме таму и после пола саат доаѓа таде, вика, абре, ти немаш противник. Како нема? Абе, ни Симич, ни Шакирович, го немате 4 бода си. За ова, вика, имаш награда у Нови Сад. И јас се смеам, викам, добро, нема везе, викам, ние додовме сега. Кој сака, нека е. Не смееме ние такви јаки борци, лавови да се плашим, значи идеме седе на ништо. Така. И така добија тој меч од Нови Сад без проблеми, екипно. И тоа е стварно што кажа и ме награди таму. Вика, земи што сакаш у бела техника, црна техника. А викам, господин таде, викам, имаме се, вика. Земи, не мора нешто да земиш. И јас за старциве се сетив. Наискрено земи еден телевизор тоа време у боја. Вика, уште нешто да земиш, не ти благодарам, вика, еден телевизор и тоа вика, мете, на старци ќе ги наставам за моите. Многу заблагодарен сум од него, значи, како човек и до ден денеска сме многу добри пријатели. Така. Потоа заминавте во Германија, каде што останавте 10 години. Што се случуваше тој период? Па од Нови Сад чув неколку зборови, тогаш отидов азуланти до овие наши луѓе и гледам, ако се вратам, викам дома, тешко ќе ми биде, завршува сезона во Нови Сад, не бев задоволен од град, да ти кажам наискрено, и од руководство, пошто те рекоа, сите олимпијци пред Олимпијата ќе ги редиме демек со куќеви на кај спортска сала, кај Јаце Русевски што добил куќа, до него имаше празно место, демек олимпијци ќе ги редат тука. И така беше зборот со председник тогашни, покојни Благоја Стојковски, звани Белчо. Му ветив дека ќе му донесам медала од Олимпијада, ама не златна, сребрена или бронзена, него викам медала да ќе донесам. И он ми велеше, ако донесиш медала, вика, тука олимпици ќе ви наредам. Јас од тој сега уште повеќе волја за живот, викам, сите олимпици тука поред спортско сала. Ама јас му ветив тоа и кога баш стигнаме тука, он не на пречек тука не чекаше, јас извадам медала од торба и директно на вратот на преседник тогашно време. Викам, ево, преседниче, моје ветување ти донесо, викам, сребрена, толку до тука стигна. Тој се смее, вика, добре, супер си, и тако дале. И сега еден состанок имавме во Куманово и јас велам, преседниче, што ветивте сега, вие ќе исполните ли? Ама човекот можда не беше толку крив, да кажеме, значи, само чуo од него дека се изменија работиве. Сега што е работа околу тоа руководство или тога градоначална општина или сега како иде тие работе, сега не знам тачно. Само ми каже се измени
раководство и малку потешко, ама нема на улица да те оставиме, демек, нешто ќе видиме, ќе добиеш. Ми дадоа една приватна куќа привремено додека некои станови требаше таму да се направи. И после тоа ми додели двособен проширен стан со една ќерка, тогаш имав и јас со жена. Оди, вика, гледај таму. И јас го гледав станот, пошто боли ишта нема ништа, Така. се вика в Срби. И се согласив со станот и ден денеска живеам во тој стан. Значи, немам продадено, немам излегувано. И затоа, после тоа, отидов за Нови Сад, пошто станот го добив да платам кирија. Значи, не на собственост, не беше на собственост. И викам, кога тоа јас, до кога ќе боксувам, си мислам сега, пошто немаме ние за пензија, осигурување, нема ништо, тоа ти рекам вака, завршиш боксот, ако немаш од тие 3 евро, тие 3 медали, да кажеме, европски, светски, олимписки, немаш никаква пензија. Мораш од тие една медал, па да имаш пензија. И велам да заработам некој динар по инстранство, тоа ми беше во умот. Бев, викам, ќе одам за Германија. И таму боксував неколку мечеви, да кажеме, околу 30-40 меча. Многу бев добро платен, значи, да кажеме, од однос тука таму 10 пати повеќе од еден меч. Така. Така ги заработив тие пари, ги испратив дома, кај шурак ми, пошто немаше неписмена фамилија. Тој ми уплати станот 19.000 нешто марки тоа време, 92-93, мислам. Уплати станот и јас му дадов 20 и викам почастих таму што треба. И така денеска е платено стан, барем тоа не мислам на кирија. Не знам дали ќе дојдеме до пензија, до овие работи, не знам како ќе се случи, викам, ако не платам 2-3 кирии, ќе бидам избркан од станот. Тоа си мисля. Затоа си излегов од држава надвор. Тоа што го мислев го направив. Така. Дали токму таа демотивираност, така да кажеме, да се изразиме, по тоа екзистенцијално прашање беше она што не ви дозволи да запловите во професионалните води? Добро е. Прашањето ви благодарам. Него работа е што јас бев само 22 години тогаш. Ние кога освоивме сребрна олимписка медалја во Лос Анџелес, тогаш дојдоа тие менаџери, не да не. Гледам еден црнец, висок, крупан, лептир, машна, без кошуља, во тело, без чорапи. Ја го гледам од глава до... Дојде и не прашува мене Јосиповиќ, кога вие двајца може ли у профи да ве примам, сакам со вас. И ние, ајде со Јосип, да отидеме, меѓутоа околу пари не беше согласност, а и он не кеше валда, што знам, а јас сакам. Сипич вика, тако заебанција беше, $50,000 за подпис, тоа време. И човек ништо не рече, нема проблем, вика, вие двајца, подпишите, вика, парите, одма ќе ги добиете, И сега, викам, добро, ајде, пошто ти така кажа. Меѓутим, тој требаше за себе 30,000, пошто има златна медалја, јас 20. Околу тоа не се сложивме, викам, не може така. Ти ја доби златна медалја свака час, ама треба да го частиш и нашиот судија, викам, Новичич, тога беше. Пошто он дисквалификација го даде на сега што е професионалец. Заборавам. Така, добро, не е важно. Да. Викам, тој го дисквалификува и ти во финал добијаш без борба и тоа не е златна чи. Така. И затоа тебе 25, мене 25, не се сложиш. И така не отидовме, а јас си размислив па и друго, викам, кога ќе се вратам дома, ќе ми направат тие што ми обеќа и тоа ме влечеше дома. Не можам по инстранство, и тоа со жив зор, исто и у Германија, кога останав со жив зор, само да направам некој динар, да би се тете да дојдам да се средим и некако да имаме кров на глава и нешто. Така. Дали додека се наоѓавте во ринг, можевте да ги осетите овациите и енергијата на публиката која што ве подржуваше?
Како не, јас и пред малку реков дека мора, значи публиката сакаше бар една рунда за нив да боксува. Так. Тие знаат дека нема му држава противник во тоа време, ама ете, сака да видат некој бокс, да ја покажам некоја техника, искиваже, малку добивање, па назад, па техника, па корак лево, корак десно, па оно отиде во конопци, тие се смеат, малку као шоу. Ама не е тоа за шоу, да ме ударе удар. Не се знае, че еден удар му да реши. Смешно ми е вака кога се сетам. Може да реши цела рунда, ама ете, јас решавам, ама оно со затворен гард, знам некоја фрлјока да не излезе нешто, па да биде уште посмешно. Така морав да ги задоволам нив прво, па после мене. И како нема да осетиш, и уште пред да излезам на ринг, знаеш ти така ќе боксуваш, тоа така има да направиш, тоа добро, нема проблем. И што е најглавно, кој ќе биде, например, као Златен гонг, ревијално нешто, поголеми, појаки ревии доаѓат од сите страни из цел свет на Златен гонг, тие ќе ме стави у средина, а фактички иде категорично. Мува бантам перолака. Не, тие ќе ме стават демек у средина, као домашен боксер е Джеповски у средина, публика него го тражи и јас у средина ќе боксувам, од таа категорија у средина ме донесла и така почнав да боксувам со нив и тие публика задоволна. Тогаш малку појаки боксери, нормално, 3 рунди, ама увек мој предност да биде демек. И така и освои 2 пати Златен гонг имам добиено. Така. Меѓу сограѓаните овде, а и пошироко, се вели дека сте човек од збор. Со вжештена глава влеговте во рингот и самите кажавте колку сте биле упорни додека не стигнете дотаму. Сега кажете ми, вака, искрено, дали некогаш почувствувавте страф? Страф од удар? Страф од изгубена рунда? За изгубена рунда не. Значи секој почеток беше, например, тука во бивша Југославија не толку трема, немав толку трема, пошто ги знам. Нашиви боксери сите околу толку време првак држави ги знам, немаше тока, уште ќе ме мола тренери на другиве демек немој Реджепи, ние ќе го фрлиме пешкир, ти полека боксувај со него, знам дека нема шанса, ја некогаш и така со тој збор, стојам на збор на другиот тренер, го почитувам демек и нормално тој доаѓа втора, трета рунда, фрли сам пешкир. И тоа е тоа. Вака грубо да кажеме, боксот представува една професија која што има рок на траење. Дали некогаш пројавивте интерес по престанувањето со занимавањето со боксот, да бидете едукатор на некои млади таленти, млади луѓе кои што се заинтересирани за бокс? Обично ние кога завршуваме кариерата, значи кариера е до 37 години. Ако после 37 години, значи ако имаш од тие 3 медали што реков преска, сребрена, нешто освоено, да. Освоено, значи сега уште поубаво е доделено е сега многу по-конкретно гледаме од владава дека има повеќе, ќе има некои средства за овие и пензии. Нормално пензионираш се после 37 години ако не ќеш профи и да сакаш профи, 37 години ти следува таа пензија од државата, да кажем. Така. Како вие веќе ни бевте гост по повод Олимписките боксерски денови во Куманово, кога ги најавувавме, а мислам дека ако добро ме држи меморијата се одржа на 11 октомври. Дали оваа манифестација би можела да значи камбек за боксот во градот? Па на нашиот град не треба многу афирмација. Као град Куманово е, да кажеме, главен град може да биде во боксот у државата. Пошто знаат дека 2 олимпијци има Куманово и Нови Сад во цела Стара Југославија. Значи тие 2 града имаат по 2 олимпијци. Нема ни еден од цела Стара Југославија. И по да кажеме ние од 2 милиона тука у наша Македонија 2 олимпијци има и тоа го знаат. Значи што се од едно место и Аце Русевски и јас као Реджеп Реджеповски од Куманово.
И Куманово е извор. Како што има нафта во Арабија, така сме и тука ние од боксот. Утре да почнеме со боксот, 2-3 плакати, сала препуна. Поготово кога знаат Реджеповски тренер, знаат децава што може да научат. Така. Што мислите, дали има некои млади таленти во Куманово? Па, јас ти рекол преска дека извор ќе се најде, ќе дојдат. И јас нормално, секоја своја струка ја познам многу. Ако го гледам јас како работи, како се движи, како прима совет, техника, удари, саистез, тие работи се, они се 3 ударци у боксот. Значи аперкат, тире, кроше, ама 300 варијанти. Тоа некој не може да го свати. 3 удари, 300 варијанти. Па влези во рингот и видиш какви се варијанти. Значи не е само тоа. Кроше, аперкат, директ. Не. Так. Има многу тоа. Али јас го гледам, значи и на раце малку, и како ќе работи, и намерно ќе се завртам ако забушува тој. Значи дојде тој малку да му преде време. Ако се стварно заинтересира и ако прими оно што го давам од срце, нема промаше да не биде олимписко злато. Ама ете, ќе чекаме, ќе покажеме нашиот труд, ќе дадеме се од себе, ќе ги викнеме млади децава, не мора на улица да шетат, нека бидат тука поред нас во спортска сала, ќе отвориме клуб за скоро време сега, па ќе им докажеме на сите. Така, пред да го завршиме овој разговор, вие ни донесовте во прилог неколку слики, мислам дека нашите колеги ќе се потрудат да го зумираат ова. Или пак вака би било. Да. По-пожелно. Па да ги прокоментираме. Овде се работи конкретно за... Имаме едно поздравување со едно детенце. Тоа е... Наша ќерка Сенада. Имав тогаш само една ќерка Сенада и супруга моја. Тројца сме во сликава. Кога се вратиме од Олимпијада, на дочек, на сама тогаш беше, немаше граници, дека сега има, значи на гранично место кај сега, тука имаше една голема кафич, тука беше дочекот и не пречека тука со супруга, со деца и многу други соработници во бокс. Така, дали сопругата ве поддржуваше во таа љубов кон боксот? Да ти кажам многу. Само што била толку сигурна, пошто најубаво знае колку се мачи, кога ќе треба да си минам килажа, не помага и многу ред други работи околу боксот. Го сакаш и она боксот и знаеше нешто ќе постигнеме, пошто од сиромаштија да нешто ете како денеска, еден нормален живот имаме. Така, дали имавте некој специфичен режим на исхрана? Па тогаш немаше. Значи се јаде тогаш, како денешно време викаат месо не се јаде, тогаш беше скроз месо да се јаде. Пошто тие калории кај нас се многу, се потрошува за тоа сат и пол, 2 сата тренинг и со што може да ги надокнадиш ако не јадеш месо, некоја појака храна демек ипак снага треба за вакво нешто. тренинг и за боксот. Ја сега супротно е, деме исхрана е некако не треба така, треба више воќе, више домати, више пиперки, тоа. Јас со тоа не се сложувам никако, значи не може со тоа да дојдеш ти на врховни ранглиста да бидеш ти добар спортиста без добра храна. А добра храна знае се, од месо, од секој по некој месо, од се по нешто. Така. Ова се, како што рековме, сликите од тој незаборавен пречек и од самиот момент за кој што можеме да кажеме дека представуваше врв на вашата кариера. Тука ми направија некоја пишува добро ли дојде сребрено момче. Така. Една карикатура имаше тука. 23-ти Олимписки игри. Да.
Гледаме дека салата била полна, Не, ова е плоштадот. плоштадот преполн со луѓе. Ами глава до глава, еве и чадори се гледа таму, значи и киша како пред малку што рекол, ама луѓе, еве не само као да дојде олимписки шампион, го сакат боксот. Значи и старите и младите тогаш немаше бирање, сите не дочека како Онака пресени, како- што треба. Како што треба сте били спочитувани. Да. Тука е соработници од општина и други многу спортски луѓе. Веројатно кои што сакале да ви честитаат на успехот. Нормално и ме викаат на ручок, еве на пофалби таму, на доделени тие награди некои. И така без задоволен. Ова албумот го направи Благе Стојановски. Значи, он ми го и поклон ми го даде овој албумот, кој го направи и вика, еве ти олимписки албум да го чуваш. Еве до денеска, јас колку можам и Се гледа дека го чувате со Го голема чуваме. љубов според зачуваноста на сликите. да, па за стариве генерации, на унуци, на деца и на други, кога доаѓаат кај мене, им дадам И да овде гледат. на самиот крај имаме баш Да, онака некои како што слики. треба. Па да знаат дека бе боксот тоа. Така, На крај. неколку слики Да. од рингот. Тоа би било тоа за денешното издание. Би сакала да ви се заблагодарам што ни бевте гостин, што ни раскажавте многу за вашата кариера. Мислам дека би можеле да зборуваме уште многу време за тоа и дека има уште многу некои интересни детали, но се надевам дека ќе се видиме во еднина. Кој знае, можеби ќе имате и некој собствен бизнис во кој што ќе можете да ги едуцирате. Да, па ќе децата. дојдам со некој дете што ќе го напредувам да биде на мој пат. Така, апелираме до сите, доколку е благодариме. можно такво нешто да се оствари. Ви Благодарам. благодарам. Ви благодарам. И вам ви благодарам, драги гледачи. Искрено се надевам и верувам дека уживавте во денешната емисија. Се може доколку се сака. Со силна волја можете да го постигнете се она што сте го замислиле. Имајте убав ден и останете со нашата програма.